Колеги, може да се пуштам мај. Може. Почитувани представници на медиумите, почитувани работници. Меѓународниот ден на трудот, 1 мај, е денот кога не се поканува, туку се доаѓа. Денот кога работниците и правите синдикати на секаде во светот излегуваат на протести на демонстрации. Денот кога работниците треба да бидат најгласни. Денот кога работниците треба да излезат на улица рамо до рамо и да покажат дека неправдата која толерираат цела година можат јасно и гласно да искажат и да се спротивстават на истата заедно со синдикатите. Сојузот на синдикатите на Македонија и оваа година, како од 2018 година навакај, излегува на улица на протест на 1 мај. На протестот, покрај другото, ќе ги истакнеме барањата кои се главни во целиот изминат период. Тоа е незголемувањето на минималната плата од страна на владата и од страна на работодавачите, како екзистенцијално право на работниците затоа што повеќе од 260.000 работници во Македонија според последните податоци на Управата за јавни приходи живеат со примања под 600 евра, односно толку колку што работниците бараат да изнесува минималната плата во Македонија. Тоа е 50% од работната сила во Македонија која прима плата под 600 евра. Овие работници да не среќаваат на улица и да ни се жалат, да не ни праќаат пораки и да ни се жалат, туку да застанат со нас рамо до рамо и да покажат дека се незадоволни од висината на работничките плати, од висината на платата која носат на нивните семејства, особено поради тоа што со мизерното усогласување на минималната плата за 1667 денари во месец март оваа година, зголемувањето на вредноста на синдикалната минимална кошница за 3304 денари од почетокот на годината покажува дека едно семејство, доколку двајцата работници се на минималец, им недостасува некоја стотка за да можат да ги овозможат најосновните прехранбени услови за живот на своето семејство. Тоа е поразителен податок за сите кои креираат политики, за сите работодавачи во Македонија, дури за сите други чинители во општеството. Денеска и колективните договори се под напад. И покрај тоа што голем број на грански синдикати здружени во ССМ успеаат да извојуваат победа во борбата за зголемување на платите на нивните колешки и колеги, потпишаа колективни договори на ниво на работодавач во голем број, како во јавниот така и во приватниот сектор. Можноста за укинување на еден колективен договор, како колективниот договор на култура, кој е по иницијатива пред Уставниот суд, е можност да предизвика домино ефект за укинување на сите колективни договори во кои се предвидува начин на пресметка на плата. Тие не ја почитуваат платата на вработените, особено во јавниот сектор, просечна плата по коефициент за сложеност предвидена во општиот колективен договор, а сакаат да укинат минимална плата по коефициент за сложеност во дејноста култура, што се разбира дека понатаму ќе предизвика финансиски импликации кај сите работници, затоа што борбата за спас на тој колективен договор е борба за спас на сите колективни договори. Дополнително, македонските работници заминуваат од дома секое утро на работа, се поздравуваат со своите семејства и не знаат дали ќе се вратат дома. Последниот катастрофален случај со загубувањето на животот на еден работник и неколку други повредени на градилиште во Скопје, мислам дека треба да го пробуди алармот кај сите, особено кај инспекцијските служби и особено кај оние кои треба да овозможат поголем број на инспектори и поголем број на инспекцијски надзори за да се спречат вакви катастрофи. Податоците кои покажуваат дека голем број на наши сограѓани ги губат своите животи на своите работни места, а нивната смрт чини помеѓу 5 и 10.000 евра заради тоа што биле осигурани, сметаме дека е пораз за едно општество, а Македонија како држава да биде најцрната точка можеби на картата во Европа по смртни случаи на своите работни места и по повреди на работните места заради непревземање на услови и посебни мерки за заштита и безбедност и здравје при работа. Овие три прашања не се само прашања кои лебдат во воздухот. Ова се човечки судбини, ова се судбини кои ги живеат работниците секојдневно и затоа ги повикуваме работниците. Ќе имаат време и за продолжен викенд, во 11 часот, од предработничкиот дом, да ни се придружат во што е можно поголем број, доколку тие сметаат дека треба да го кренат гласот за својата плата. Еден познат човек рекол, ако не се буните, немате право ни да се лутите, затоа што го губите правото, а другата страна, власта и работодавачите сметаат дека колку работници ќе дојдат, на толку работници им е потребно зголемување на платата и толку работници не се задоволни од платата. Сојузот на синдикатите на Македонија оваа година покажа дека 1 мај не е само еден ден. Протестиравме веќе месеците наназад, организиравме голем протест во јануари и во месец март, Синдикатот на култура организираше 2 протести во нивната дејност, организиравме 3 блокади и веројатно и по 1 мај
ќе следуваат и нови протести, доколку тоа го побараат работниците од нас. Затоа што уште на 4 мај, првиот работен ден по продолжениот викенд, сите оние кои ќе заминат на продолжен викенд, а ќе одлучат да не се придружат на работничкиот протест, ќе ги удри суровата реалност во глава, затоа што повторно ќе примат мизерни плати на почетокот на месец мај и нема да им стигнат да врзат крај со крај на месецот, односно по 15 во месецот ќе се чудат дали со помош на некоја магија или некои други помошни средства ќе можат да преживеат за да го избуткаат месецот до 31. Сојузот на синдикатите на Македонија покажа дека не се плаши, дека еден човек на 1 мај да излезе на протестот, ние ќе бидеме на улица, започнуваме пред работничкиот дом во 11 часот, продолжуваме пред собранието, Стопанската комора и владата, кај што ќе ги упатиме пораките. Еден протест, еден штрајк, една блокада не променуваат ништо, но помагаат во синдикалната борба затоа што минатата година, кога вработените во управата и правосудството започнаа протести, никој од нив не веруваше дека само за 12 месеци ќе успеат да обезбедат зголемување на нивните плати за најмалку 14%, наместо за 3000 работници за 11.000 работници. Работничката борба е маратон, а не спринт. И затоа ги повикувам сите да не се обесхрабруваат, туку да продолжат да се борат за своите работнички права, за работничките права на своите најблиски. Затоа што ниту пензиите, ниту платите во Македонија се доволни, а гледаме дека платите и пензиите не се основниот виновник за зголемување на инфлацијата, која е реалност во Македонија и која уште повеќе го усложнува и го прави животот да биде потежок. 1 мај е денот кога излегуваме на улица рамо до рамо, кога не одиме на пикник и кога не одиме на продолжен викенд. Се разбира, демократија, секој има право да избере како ќе го празнува денот. Но денот се одбележува заради тоа што во 1886 година луѓето во Чикаго, работниците во Чикаго се бореле од 12-часовен работен ден, скратување на работното време на 8-часовен работен ден. Тие луѓе и по цена на своите животи одлучиле да се борат за денеска придобивките да ги уживаме сите ние, сите вие како работници. Сметаме дека почитта кон оние кои ја започнале оваа традиција, синдикална борба, почитта кон Меѓународниот ден на трудот 1 мај е нешто што треба да биде во Македонија пример. Во минатото сме биле сведоци дека поважно било да се заминува на пикник, но ќе ги потсетам работниците дека во 2007 година 2 мај како празник на работниците на кој се одеше на пикник беше укинат со закон и на таков начин се оневозможи работниците да празнуваат на 2 мај, да протестираат на 1 мај. Ве повикуваме сите кои сметате дека треба да се борите за вашето достоинство, за достоинството на вашето семејство, за вашите достоинствени плати и достоинствени услови на работа. Да живее 1 мај. Ви благодарам. Ваш коментар и дали сметате дека владата ја добри битката за да не изголеми минималните плати, тоа што паѓајте синдикати. Формирањето на жолти синдикати е нотирано и од Меѓународната конфедерација на синдикати, особено минатата година во извештајот кој го објавуваат секоја година. Генералниот секретар на Меѓународната организација, првиот синдикалец во светот, одвои време, иако треба да бира во која држава ќе отиде и каде се проблемите најголеми на работниците. Тој дојде во Македонија, затоа што македонските работници имаат најниски плати, мизерни услови за работа, затоа што гинат на градилиштата. Ако може првиот човек на светското синдикално движење да дојде во Македонија во поддршка на македонските работници, што прават овие другите квази синдикалци во Македонија, кои сметаат дека дури треба да се оградат од работничките протести? Ако сметаат дека 1 мај, како што го направија тоа минатата година, веројатно го прават и оваа, ќе го одбележуваат во скап хотел, со скап коктел, на грбот и на сметка на нивното членство и на нивните работници, сметаме дека тоа не е синдикализам, туку е квази синдикализам. Не знам што прават работниците во тие синдикати, кога гледаат дека по 2018 година никој еднаш не повикале на протест за зголемување на работничките плати. Што прават работниците во тие синдикати, кога тие синдикати им кажуваат дека нема да дадат поддршка на работничката борба? Никој не го поддржува Сојузот на синдикатите на Македонија. Се поддржуваат работниците, а наша главна улога како синдикати и наша должност кон работничката борба во минатото и работничката борба во иднината е да го правиме тоа за што сме формирани. Се во спротивно се сведува на некои бизнис интереси во одредени синдикати. Ќе треба надлежните инспекциски служби да ја констатираат. Моите информации говорат и преку вас медиумите јавно објавени се дека до некаде е констатирана одговорност, но во Македонија мора да се зборува на вистината, со вистината во лице на луѓето. Мора да се именуваат работите онака како што се. Тоа ќе биде или несреќен случај или убиство на еден работник.
државните институции не смеат да подклекнат. Единствено во Македонија и никаде на друго место, градежништвото е убиец број 1, а тој што ќе почине или тој што ќе умре, тој е крив, затоа што тој не може да се брани. И тоа е, мислам дека траорна атмосфера која креираат поединци за да креираат огромен капитал на грбот на оние кои им го ствараат. Работниците мора да бидат безбедни кога доаѓаат на работа и мора безбедно да се вратат дома. Пред некоја година, неколку месеци пред одржувањето на Светскиот ден за безбедност и здраве при работа, работници враќајќи се од работа, имаа сообраќајна несреќа и загинаа на автопатот Скопје-Велес. Тие не се вратија дома. Колегата кој го загуби трагично животот во градилиштето во Скопје, исто така не се врати дома. Нивните семејства ги трпат последиците од неодговорното однесување на државните институции. Потребно е поголем број на инспектори, потребно е инспекторите да излегуваат на терена, да не да седат во канцеларии, потребно е да контролираат од почетокот на градбата, а не на крајот, и потребно е само да не водат статистика доколку некоја повреда се случи или доколку некој работник загине. Сметаме дека безбедните услови за работа се подеднакво важни како и платата во македонското општество. Ние додека разговараме со колективните договори да ги утврдиме и овие услови за работниците како безбедност и здраве при работа, лична заштитна опрема и така натака, некој се обидува да ги укине колективните договори. Не ги почитува законите кои се донесени во Македонија и затоа се наоѓаме на ова дереже на кое што сме. Дали имаме бројка колку случаи на жртви имаме точно? За жал, институциите имаат одредена какафонија во поглед на водењето на статистика. За жал, статистика се смртта на работниците во Македонија. Се сведува се на статистичка операција. Сите информираат за различен број на жртви. Последната информација која беше од Македонското здружение за заштита при работа, мислам дека беше на 30 загинати на своите работни места. Државниот инспекторат за труд вчера спомна далеку помала бројка со изговор дека тие не воделе статистика за одредени смртни случаи на работните места. Но се поставува прашањето колку луѓе загинале поврзано со работата, колку луѓе се разболеле на своите работни места, колку луѓе починале во други услови, а не на своите работни места. Не смееме да сведеме статистичка грешка да биде смртта на еден работник, затоа што човечкиот живот нема цена. Во Македонија платата која примаме во текот на една година, доколку сме на минимална плата, изнесува некаде околу 6.000 евра. Човечкиот живот, во зависност од тоа дали сте осигурани за 100 или 200 денари, изнесува некаде помеѓу 5 и 10.000 евра доколку загинете на своето работно место. Тоа не смее да биде правило во Македонија и не смее ниту еден работник да го загуби својот живот на своето работно место. Треба сите да се потрудат и да се погрижат 364 денови во годината да зборуваат и да прават се за безбедност и здравето при работа. На 28 април, меѓународниот ден за безбедност и здраве при работа, да молчат во имена на жртвите, но мораме да продолжиме да се бориме за живот. Во колективниот договор за страна на Уставен суд да се санира штетата која што може да настане пранато. Многу градови колективни договори ќе зависат од тоа. Боја на индивидуалност ќе биде да побара истата постапка да се повеќе. Тој колективен договор и така функционално ќе зборуваме за тоа дека некој таму е следен на минималец, а од делот на градежништвото законот за градење многу јасно и децидно прецизира кои се надлежности, кои треба да сносат одговорност. Член 67, 124, така натака. Меѓутоа изговорот на општините е дека имаат 5 до 6 градежни инспектори на територија на град Скопје, околу 7 трудови инспектори и обично кога е летен преглед имаме соопштенија дека денес се работи не знам од 11 до 5, меѓутоа се состојбата на денес се гледа дека работниците повторно да се изложени на ризик, а од друга страна инвеститорот кој интересира против, тука некако се наоѓаме во ситуација да никој не одговара за. За жал, никој не одговара години назад. Македонија е независна повеќе од 30 години и никој не одговарал за ваквите случаи. Тоа е најголемиот проблем затоа што јавното обвинителство не покажа дека еден од инвеститорите, еден од собствениците на тие објекти кои се градат, завршил во затвор и одговарал за последиците кои биле предизвикани поради тоа што не ги превземал мерките за безбедност и здравје при работа.
Дури да се превземени сите мерки за безбедност и здраве при работа, имате високоризични работни места на кои е возможно да се случат одредени несреќи, но доколку ги превземете сите мерки, процентот за можност за случување на таквите несреќи се намалува драстично и опасноста се сведува на минимум. За жал, борбата за профит е позначајна за сите во македонското општество отколку борбата за екзистенција и за гол живот. И тоа никој не го загрижува. Тоа е нешто што како општество сме го изгубиле како вредност години наназад. Сите сочувствуваат со семејствата на починатите, односно загинатите работници или убиените работници, како сакате кажете го, нема погрешен израз, но само кога ќе се случи тоа, никој не превзима апсолутно ништо за да го спречи, а сите случаи го потврдуваат тоа. Во поглед на колективниот договор на културата, загрижува фактот, вчера тоа го кажавме и пред Уставниот суд, што Уставниот суд смета дека со колективните договори можат само да се доуредуваат правата од работен однос и да не се излегува надвор од рамките на законските можности. Надвор од рамките на тоа дали се предвидени средства или не, затоа што тоа ќе направило упад во системот. Зарем не е упад во системот последната одлука на Уставниот суд во исти ден донесена за зголемување на платите на судиите, затоа што се укина законот со кој се ограничи можноста да пораснат платите на судиите за 9,6% колку што порасна просечната плата. Но ваквиот преседан значи можност за таму некој некаде да поведе нова иницијатива пред Уставниот суд за некој друг колективен договор, дури и за некој колективен договор кој се случи сега и кој се склучи помеѓу социјалните партнери за зголемување и за утврдување на зголемување на платите и да се поведе иницијатива за укинување на таквиот колективен договор, затоа што тоа е надвор од рамките на законите. Но Уставот многу јасно кажува дека правата од работен однос се утврдуваат со закон и со колективен договор, што го става колективниот договор на еднакво рамниште. Законот за работни односи потврдува дека платата се уредува со закон, колективен договор и договор за вработување. Уставниот суд отвори една дилема која ќе значи штета на огромен број на работници кои немаат синдикат, немаат колективен договор и платата не им е утврдена со закон, туку им е утврдена со правилник, што е неуставно, незаконски и спротивно на колективните договори. Уставниот суд кога покренува вакви прашања, треба со внимание, со должно внимание, да внимава какви информации ќе изнесува во јавноста, како што тоа беше направено од Уставниот суд пред неколку денови во соопштението и како што тоа беше направено од страна на претседателот на Уставниот суд во гостувањето на една емисија на една национална телевизија. Не можете да стварате сомнеш за работничките права затоа што тие се поповолни од тоа што вие сметате дека треба да бидат. Не можете да стварате сомнеш на работничките права затоа што има одземена моќта на функционерите, моќта на директорите еднострано со акти на работодавачот или со закон да ви утврдуваат плата затоа што сте се договориле по пат на социјален диалог. Утврдувањето на плата со колективен договор е законски, уставно и согласно меѓународните трудови стандарди. Не може никој да каже дека е спротивното, затоа што Уставниот суд не смее да си дозволи, ова е порака и укажување, не смее да си дозволи да биде маша помеѓу една појака страна и една послаба страна како што се работниците. Во Македонија, претходната власт, сегашната власт, сите власти до сега обожавале се што е незаконски, да озаконат за никој да не одговара. Така е со промените на досегашните закони, така се промени законот за овозможување на 12-часовен работен ден, кој Уставниот суд како 60-часовна работна недела го укина, а потоа го бетонираше на 72-часовна работна недела како уставно, законски загарантирано право на работниците. Да ги изработите работниците до смрт, не само што е неуставно, не само што е незаконски, туку и нечовечно. Се гледаме 1 мај.